Почитувани гледачи, добро утро, добре дојдовте, ова е најновото 24 од се срце. Денес е понеделник, почина уште една работна седмица, јас се надевам дека заеднички убаво ќе ја започнеме. А денес имаме прекрасна тема на разговор. Станува збор за логопедската недела која е веќе во тек. А денес токму за неа ќе зборувам со две прекрасни дами кои што учествуваат во организацијата на овој настан. Денес со мене во студиото се Ана Петреска, дипломиран логопед, магистрант на Институтот за дефектологија, и Драгана Симјановска, исто така логопед, специјалист на поклиничка логопедија. Добре дојдовте во студиото. Добро утро и поздрав до сите кои што следат оваа емисија. Добро утро и од мене и поздрав до гледачите на вашата емисија. Од 2004 година веќе, 6 март представува Европски ден на говорната и јазичната терапија. И токму ова е причина поради која што меѓу другото вие доаѓате до идеја да организирате логопедска недела кај нас. Пред се да позборуваме малку за тоа како овој ден се одбележува и на меѓународно ниво, а и кај нас. Токму така, значи 6 март инаку е Европски ден на логопедијата. И нас како логопеди многу ни значи. Затоа што ние го доживуваме како празник, наш празник на логопедите, како се одбележуваше и во Македонија и надвор од Македонија. Се одбележуваше секаде различно и секоја година нормално различно. Во блиското соседство, да речам, во Србија, колегите од Србија правеа активности во нивната асоцијација, односно логопедската комора. Значи, тоа беа најразлични работилници, интерактивни дружења, семинари, професионални дискусии за одредена тема. Истото тоа од прилика се случуваше и кај нас. Значи, се организира семинари, симпозиуми на одредени теми, работилници со дечиња и родители, значи, кои што имаат одреден, да речеме, и говорно-јазичен проблем, дали било тоа проблем со читање, проблем со изговорување на одредени гласови. Исто така и некои, да речам, неконвенционални дружења преку игра и така натаму, сега да не должам многу. Ние исто така во рамките на нашето здружение, во нашите простори, на 6 март, токму на денот, на Европскиот ден на логопедијата, си направивме една наша средба, наше дружење, на кое што беа поканети и родителите, да дојдат со своите дечиња. Морам да се одбележи. Меѓутоа не ни беше целта, ако дојдат родителите, дека ги донеле децата на преглед, ги донеле нешто дека ќе им правиме, затоа што кога родителот ќе го донесе детето, првото прашање што ќе го праша детето, каде ќе ме носиш, мамо, сега ти? Точно. Затоа ние бевме тука, тие кои што им се кажуваше дека тука ќе си играме, ќе зборуваме, ќе цртаме, ќе пишуваме. Токму така, ќе поминеме убаво време. Поминавме многу убаво, имаше многу голема заинтересираност, родителите велеа браво, супер, ова е прв пат, што и детата сакаат да дојдат, им е убаво, интересно и така. Значи реакциите беа позитивни секако. Малку да позборуваме за самата идеја, да го организирате овој прекрасен, да речам, хуман гест, организирање на ваква логопедска недела. Позборувајте ни од каде идејата, од каде потребата за организација на вакво нешто. Така да, значи ова беше еден хуман настан од нашето здружение. Логопедската недела можам слободно да кажам дека прерасна во логопедски месец, бидејќи самата заинтересираност кај граѓаните, кај медиумите беше голема и ќе трае до крајот на месец март. Идејата за ваквата организација секако беше од тоа дека треба да се дигне зголеми јавната свест кај граѓаните, кај младите родители. Секако, значи, сме биле и претходно учесници во други хуманитарни акции. Исто така, значи, денеска една бројка
ни говори дека денешните деца нажалост покасно и почнуваат да прозборуваат, значи некои си 20% од децата, со што и самите амбулантни чекални, нели, го сведочат тоа, исполнети се, родителите со своите деца чекаат за логопедска проценка, логопедски третман секако доколку е потребен. Така го имаат токму овој проблем. Така, да. Ја споменавте статистиката, значи од прилика 20% од децата го имаат да. овој проблем. Така. Ајде малку да позборуваме во контекст на ова околу свеста на родителите. Значи пред се, според вас, која е возраста на која што може би превентивно родителите треба да се свесни дека своите деца треба да ги однесат на еден ваков преглед? Нашиот став за тоа кога треба детето да се однесе на логопед е од кога ќе ја наполни својата прва годинка, односно кога ќе заврши прелингвалната фаза или пак баблингот, или модерно да кажам гугањето. Убаво би било да дојдат на еден консултативен преглед, значи да добијат некои информации, упатства родителите и како да се однесуваат, на што да обрнат внимание и во домашните услови со децата. Да не го доживуваат ова како нешто страшно, туку едноставно рутински преглед и едно добро информирање, да речам. Така? Да. Секако еве да напоменам дека постои една груба поделба генерална на говорно-јазичниот развој, значи се явуваат 3 фази, така што во првата фаза се наоѓаат дечињата кои што се од 1 до 3 години и тука станува збор за почетното прозборување, секако се јавуваат и развојни нарушувања. Дали тоа ќе биде бебешки говор, дали тоа ќе биде мало задоцнување во однос на календарската возраст, например, доколку детето има 4 години, а неговиот статус или пак неговиот фонд на зборови е за 2 годишно дете, и секако може да се јави незрелост во самото говорење кај детето. Втората фаза е веќе правилната артикулација на гласовите. Тука се дечињата кои што се од 3 до 6 години. Секако дека се јавува и тука една неправилна артикулација. Денеска модерно е да меѓу децата да има неправилна артикулација на гласот Р, односно ротацизмот, ламдацизмот или пак сигматизмот. Тука се среќаваат повеќе гласови, С, З, Ш и така натаму. И третата група е дечињата кои што можат да се сретнат со проблеми во пишувањето, читањето и пресметувањето, односно дислексија, дисграфија и дискалкулија, и тоа се дечињата кои што се од 7 до 10 години. Односно оние кои што веќе се започнати во школската. Кажите ми, еве според вашето досегашно искуство, со кое што нели секојдневно се среќавате со многу родители, дали може да кажете дека позастапени се оние примери каде родителите едноставно чекаат предолго време и не делуваат превентивно, тоест воопшто не ни сакаат да се соочат со тоа дека детето може би има некаков проблем и секогаш велат мало е, има уште доволно време за да прозбори. Или пак обратната ситуација кога се случува родителите па пред време да паничат и да очекуваат можеби премногу од своето дете, сакаат порано да почне да зборува. Значи, со што какви најчесто примери има? Секако дека во секојдневната работа, секојдневната пракса имаме различни ставови, мислења од родителите. Меѓутоа, знаете како во медицината, така и во логопедијата има едно правило кое што важи дека да не е прерано, меѓутоа да не е ни предоцна. Секако има родители кои што велат како што велите и вие дека е рано, ќе прозбори и слично, меѓутоа убаво е 2 пати во годината на еден консултативен преглед да се однесе детето, со тоа што се следи развојот на говорот и на јазикот кај самото дете, доколку има некои дилеми да се одстранат, да се сите нејасни работи да се одговори од самото стручно лице. Исто така морам да ги пофалам и родителите кои што навреме ја приметуваат промена кај детето. Секако нели ги носат веќе на логопед, започнат логопедскиот третман, така што можам да кажам и одењето на логопед веќе оди во нагорна линија.
Значи има се подобри да, резултати, зголемена свест за ова допринесувате и вие, нели мора Токму за така, тоа тоа да... ни беше и целта на самата организација. Така, значи ова здружение Интеракција плюс Ана го организирате вие, односно најголем иницијатор сте за целата оваа приказна. Значи покрај тоа што сте во улога на организатор, имате цел тим на стручни лица. Пред се кажете ни од кога постоите и кои се членува во ова здружение, ја помага целата ова убава хумана работа? Значи, благодарам Дружението Интеракција Плюс, постои веќе ќе правиме трета година поред. Инаку действуваме и делуваме тимски, како што и вие кажавте. Значи, зад нашето здружение стои тим, односно имаме дефектолози, логопеди, колешки наши, каде што нормално не сме тим само за промовирање, тимски се донесува и кога имаме дете на преглед, тимски се проценува што му е потребно, дали е потребен само логопедски третман или е потребна малку и дефектолошка работа со дефектолог. Дефектолошки третмани се прави една солидна обсервација, обсежна. И во основа на тоа исто така тимски проценуваме како би одел третманот, каква е прогнозата за третманот, што да очекуваме, за колку време, затоа што родителот секако на крајот ќе праша што мислите колку временски би требало да доаѓаме ние овде. И затоа сето тоа се проценува нормално, реално, објективно, не може никој однапред да каже или народски кажано да потпише дека еден месец ќе доаѓате на логопед и ќе се случи тоа и тоа и тоа. Може и нас некои работи условно кажано да не изненадат. Во смисла сме очекували едно, меѓутоа детето се разболело, па сме имали еден дисконтинуитет во третманот. Може да очекуваме да имаме една генерална проценка. Еден месец имате дете пред вас кое што фантастично соработува, кое што е многу исполнително, кое што и родителите дома ќе речат да, ние и дома малку поработивме. И вие веќе за 20 на денот, значи дури и пред тој рок што сте си го задали и себе си и на другите, веќе имате еден успешен третман за вас. Токму така, значи многу е важна и поддршката од самите родители, од нивната соработка во целиот овој процес? Многу е важно и еве во оваа прилика сакам малку да апелирам до родителите и до обкружувањето, дали се тоа баби, дедовци и така натаму, дека да, секогаш првите сме ние што треба да се даде проценката на што треба да се работи и ние ќе работиме, меѓутоа се знае дека едно дете може да доаѓа, дали е тоа во просек 2 пати неделно, а говориме за во просек еден школски час од 45 до 50 минути, или еве и 3 пати неделно, меѓутоа тоа кога ќе го пресметате во просек, колку е тоа временски, не е нешто многу. И затоа ние секогаш во нашето здружение сме тие што на крајот од третманот во тетрадка се запишува што се сработило во текот на третманот, што треба дома да се сработи, дали се тоа зборови што треба да се повторат, дали е тоа некое четиво што треба да се препрочита. И на родителите секогаш дискретно им велиме пред спиење едноставно да не свати детето дека сега го мачиме било и тука и вие дома нешто многу му давате уморски. Пред спиење половина сат, одвоите, прочитајте за да има поголем резултат. Без никаков силен притисок за самото дете, значи најрелаксирано, најспонтанно период. Најрелаксирано, затоа што сепак нашата работа претежно популацијата која што ја третираме се деца. И тоа деца возраст некоја која што не се тоа адолесценти сега, да бидеме реални, па ајде сериозно ќе те свати дека мора тоа да го прави. Туку имате детенце едноставно кое што има 3, 5 години, 7 години
И вие треба да сте многу внимателен како тоа ќе му го кажете, како таа врска ќе му ја зададете, за да имате добра соработка. Токму така. Сакам да ве прашам, уште на самиот почеток, кога сето ова го организиравте, колку вашите колеги беа расположени за соработка и колку ова идеја им се допаѓаше? Ајде, Ана, најпрво вие, како иницијатор на целата работа. Морам да ви кажам дека имаше многу добар одглас. Значи, не само и по социјалните мрежи, и вас како телевизија морам да ве пофалам, вие сте први што не поканивте да гостуваме и што е многу позитивно, затоа што медиумскиот одглас има едно свое место кое што дава многу голема улога во тоа, да речам, популаризирање, промовирање и подигање и на јавната свест. Меѓутоа, и нашите колеги беа пријатно изненадени. Супер идеја, браво, одлично, и сакаа да соработуваат, сакаа да дојдат. Имаме договорени средби и тоа ни беше уште по-драго, да речам, кога гледате дека наидувате на соработка. Јас ви благодарам и за вашите пофалби и мене ми е секако драго што денес сте заедно со нас. Ние тука ќе направиме мала пауза со разговорот. Почитувани гледачи, во продолжение ќе гледаме рекламите, а потоа знаете дека телефонските линии ќе бидат отворени и секако ќе може да се вклучите во емисијата и да поставите прашање или да го кажете своето мислење на оваа тема. Се враќаме за кратко. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во следната емисија на Отворено дебатираме за соживот и верска толеранција. Дали е Македонија пример за вековен соживот меѓу народите со различни религијски верувања или уште еден дел на балканското буре барут? Дали религијата и незините вредности се злоупотребуваат за меѓуетнички поделби или верата може да биде мост за соживот и толеранција? Има ли политиката влијание врз верските заедници и религиозните групи? Бидете и вие дел од дискусијата со отец Игор Калпаковски, Рамадан Рамадани и Зоран Бојаровски. Поставувајте прашања и учествувајте во емисијата преку пријава на профилите и контакт телефонот на Отворено. Секој работен ден одвојте 40 минути за емисијата Фактор здравје. Под мотото Мислете на себе, нудиме стручни совети и можност за комуникација со гостите. Од понеделник до петок во 15 часот и 15 минути. Фактор здравје. Ваша здрава навика. Очи во очи. Кажете си што имате во вашиот Хајд парк. Очи во очи, секој работен ден во 16 часот и 15 минути. Во следната емисија на Отворено дебатираме за соживот и верска толеранција. Дали е Македонија пример за вековен соживот меѓу народите со различни религијски верувања или уште еден дел на балканското буре барут? Дали религијата и незините вредности се злоупотребуваат за меѓуетнички поделби или верата може да биде мост за соживот и толеранција? Има ли политиката влијание врз верските заедници и религиозните групи? Бидете и вие дел од дискусијата со отец Игор Калпаковски, Рамадан Рамадани и Зоран Бојаровски. Поставувајте прашања и учествувајте во емисијата преку пријава на профилите и контакт телефонот на Отворено. Назад сме во студиото, зборуваме за детската логопедска недела, една прекрасна тема, една прекрасна акција хуманитарна. Знаете дека до овој момент се отворени телефонските линии и ги очекуваме вашите јавувања.
Ние продолжуваме со нашиот разговор. Во продолжение, Ана, односно се извинувам, Драгана, кажете ни како досега поминува логопедската недела, како изгледа еден ваш ден, како поминуваат сите овие прегледи и на некој начин дружења со децата и родителите? Така да, логопедската недела можам да кажам дека ке нас создаде едно убаво чувство на задоволство, среќа, бидејќи самата таа недела предизвика голем интерес кај граѓаните, кај младите родители, како и кај медиумите. Логопедскиот преглед кај детето секогаш се трудиме да биде да добреме поблиску до самото дете, да имаме еден пријателски однос, со што понатака ќе имаме стекната доверба. Тоа понатака и полесно, да, така влијае на нашата соработка во текот на целиот логопед. Тука накратко само ќе ве прекинам, заради тоа што имаме гледач на линија. Го вклучуваме гледачот. Добар ден. Добар ден. Овде магистар Билјана Лозановска, логопед од Битола. Поздрав до колешките. Поздрав и секоја поддршка од мене, затоа што мислам дека вашата работа стварно е добро и дека институциите веќе крајно време треба да ја сватат сериозноста на логопедската работа и сите овие млади кадри да влезат во системот за здравствена заштита на Република Македонија. Поздрав, толку само од мене. Благодарам за јавувањето и за поддршката. Секогаш убаво да се слушнат вакви зборови и поддршка, особено од стручни постари колеги. Да продолжиме онаму каде што застанавме, значи кажете ни каде сето ова се одвива, значи во кои простори и какви се самите простори, во каква една атмосфера доаѓаат тие дечиња заедно со своите родители? Во нашите простори имаме доста играчки, доста материјали кои што го привлекуваат самото внимание на децата, со тоа што ние ќе придобиеме соработка со нив. Ние се наоѓаме во непосредна близина на универзалната сала. Дечињата секогаш покажуваат, досега покажуваат интерес. Имаме различни боенки, сликовници, логички, сложувалки, кои што самите тие материјали нас многу ни кажуваат за нивниот развој на говорот и на јазикот, така што ние дискретно ги следиме нивните да речам проблеми ако веќе постојат, со што треба понатака да се продолжи со самиот логопедски третман. Еве малку да ги утешиме и родителите, можеби оние кои што на некој начин немаат храброст да дојдат на еден ваков преглед заедно со своето дете. Како изгледа еден прв логопедски преглед? Да речеме доаѓа дете кое што никогаш претходно не посетило логопед. Да, не е ништо страшно. Во основа првиот логопедски третман е интерактивен, значи имаме еден краток моабет со детенцето, со родителите. Значи, како што кажав, секогаш имаме детски, пријателски однос со самото дете. Преку сите тие материјали ние дознаваме за развојот на детето, меѓутоа многу ни е важна и самата семена анамнеза која што ќе ја земеме од родителите, бидејќи таа доста ни говори за развојот на говорот кај дечињата. И самата состојба кај дечињата. Да. Во продолжение сакам да ве прашам колку имате претходни вакви искуства, можеби не во улога на организатор, меѓутоа кои се оние места, организации, можеби семинари каде ги собирате искуствата и можеби ете допринеле да почувствувате дека е време и вие да креирате нешто вакво. Ана? Токму така, одлично прашање, значи кои биле тие места или тие настани или таму каде што директно сме се соочувале со живиот контакт, односно релацијата родител и детенце кое што доаѓа на третман. Веднаш да кажам, тоа било во текот на моите студии, односно нашите студии, каде што нашите професори во склоп на таа пракса, на тие престои ние што ги викавме стручно, било задолжение да ние работиме со одредено детенце, да водиме преглед или да наблюдуваме како се прави логопедски преглед. Многу често сме гледале и ние ги велиме стручно анамнестички картони, значи картони каде што имаме семејна анамнеза, како што рече колешката, која што е многу битна.
многу говори за тоа каков субстрат за работа имате пред себе. И родителите, мислам од она мајката каква бременост имала, каков бил текот на породувањето, па понатаму инфекции, така натаму да не ножам многу. Тука секако е битен и аудиолошкиот статус, во каква состојба да не имаме, не дај Боже, некое слушно засегање во поглед на слухот, иако има и такви дечиња каде што треба да се третира, ние го викаме тоа стручно сурдоаудиолошки или сурдологопедија. И нормално, тука аудиограмот, каде што влегува детето во кабина, се прави мерење на неговиот слух на двете уши. И сето тоа вие кога ќе го имате на увид, кога ќе го видите, знаете што имате пред себе и како треба да се почне или продолжи понатаму. Како да се примени сето тоа, најважно. Дали може би имаме гледач на линија? Не се исклучи овој гледач, линиите понатаму се отворени, секако дека ги очекувам вашите јавувања. Во продолжение малку да ги споменеме и логопедските помагала. Јас би ве прашала пред се, кои логопедски помагала најчесто се употребуваат? Значи, логопедските помагала се многу различни. Значи, тука имаме широк диапазон. Колешката убаво спомена пред малку дека имаме многу играчки. Тоа да не се свати многу играчки, дека си играме. Накратко ќе ве прекинам, само за да му дадеме простор на гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте. Молам, ако сакате да ми кажете точната адреса каде се наоѓа Сдруженијето на дотичните логопедски. Да, во продолжение ќе ги добиете овие информации. Ви благодарам за јавувањето. Фала и на вас, пријатно. Значи, накратко ќе направиме пауза, значи ќе ни кажете ли точно каде може полесно да ве најдат или можеби како да дојдат до информации на интернет, контакт? Како што кажав, се наоѓаме во непосредна близина на универзалната сала, улица Костурски херој број 17. Може да ни се јават и на нашите телефонски бројчиња. Слободно кажете ги. 071-928-800 или пак може да пишат имейл адреса на нашата имейл. Вие проверувате вашето здружение. Интеракција плюс maimунчеhu.com. Ви благодарам за информациите. Се надевам дека е задоволен гледачот. Значи, може инаку секој и за господјата, кој што сака да закаже преглед, консултација на нашите телефони или да пише на мејл. Инаку ние работиме секој работен ден од 14 часот до 19:30 и сабота од 10 до 16 часот. И сме флексибилни во однос на термините. Отворени за соработка. Да, секогаш. Се надевам дека ќе има заинтересираност и дека сите оние кои што досега не се вклучиле во ова недела ќе можат тоа да го сторат. Во продолжение да продолжиме онаму каде што застанавме, говоревме за логопедските помагала. Значи широк е диапазонот. Тука се користат многу дидактички материјали каде што се и играчки, да ги наречеме популарно, дали се тоа лего коцки, дали се тоа сложувалки логички, сложувалки по приказна, значи ние ни сето тоа проверуваме нешто што не интересира. Ни сето тоа треба да се провери фината моторика кај детето, грубата моторика, познавањето на боите, познавањето на формите. Инаку, за одредени други ситуации, значи каде што откриваме дека имаме и нешто друго, на кој што треба да се работи, постојат, сега најме, технологијата оди напред и секој ден се понапред и понапред. Се користат и други методи за помош на технологија, на iPad, на лаптоп со слушалки. Имаме исто и помагала за орална релаксација кај детенце со церебрална, каде што постои еден спазам на орофацијалната мускулатура. Има едни, така да ги наречеме, масажери, кои што се со весели мотиви, со животинчиња, со така. И на децата им се многу интересни, затоа што тие го доживуваат тоа како масажа, па ќе ви кажат
пушти ми ја вибрацијата, интересно ми и тоа е тоа, значи широк диапазон. Зависи од тоа индивидуално од секој дете што ви доаѓа. Полека треба да го привршуваме разговорот, меѓутоа секако дека сакам да ве прашам за што е она што следно го организирате, значи вашиот следен проект исто така многу убав и многу значаен. Така да, следното нешто што ќе се организира е по повод меѓународниот ден на аутизмот, односно 2 април. Нашето здружение да најавам дека ќе отвара сензорна соба каде што се третираат сензорните интеграции кај децата кои што се со аутизмот, така што досега праксата покажува дека дава доста солидни резултати. Секако во низа активности ни се и организирањето на разни работилници за најмалите посетители, каде што секако таму имаме една интерактивна дружба со нив, ќе цртаме, ќе боиме, учиме некои нови работи и тоа е. Исто така непосредна дружба и на некој начин и убаво поминато време за самите овие деца. Токму така, да, правилно искористено. Тука се нели и родителите да добијат и правилни совети како да работат и со децата и дома. Вклучуваме уште еден гледач. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Во програма сте. Дали може да поставам едно прашање? Моето дете е 9 годишна возраст. Има проблем со изговорување на буквата Л. Добро. Дали треба логопед да се посети? Не сум посетила никогаш до сега. Ви благодарам за вклучувањето и за поставеното прашање. Ќе одговориме на прашањето. Значи, поздрав до гледачката. Ова е многу честа ситуација и е многу чест, да речам, ајде, не сакам да кажам проблем, меѓутоа нешто што многу често кај децата се случува. Ето, гласовите Л и Р се така да кажам, проблематични за децата во неговорен развој. Значи, гледачката праша дали треба и не сум посетила до сега. Треба да посети, јас ја поканувам да дојде кај нас, да закажеме преглед, на консултативен преглед, значи нема ништо тоа да ја чини однапред да кажам дека консултациите се бесплатни. И понатаму ќе видиме дали е потребно, колку е потребно. Инаку, тоа што кажа дека не посетила до сега и за сите што еве не гледаат и слушаат. Морам да кажам дека и за секоја состојба општо, кога е во прашање детскиот развој, многу е важно да не се испушти, под наводници кажано, тој развоен период. Затоа и колешката ги спомна тие развојни етапи, развојни фази. Затоа што многу е полесно не само за коригирање на одреден глас, за добивање на гласот, и за самото дете. Ако вие детето го носите на логопед, додека било 5,5, 6 години, значи, сакам условно да кажам, додека не тргнало во школа. Додека, затоа што и самото тргнување во прво оделение е еден позитивен стрес за првачето, затоа што нови деца, наставничка, одвојување од дома и така натаму. И уште на тоа, ако детето има проблем со Р, Л, не знам, не е битно. Ова дополнително. Затоа што, знаете, децата обично многу знаат да бидат, многу да другаруваат, многу да се сакаат, меѓутоа и сме имали ние ситуации во праксата каде што на родителот вели тоа што тој не може да каже или затоа што пел течи, тој се затвара, се срами, не сака да се дружи. Ке ви каже детето, па јас сакам, јас учам, јас ги имам сите петки, меѓутоа мене тоа и тоа другарче ми се смее, ми вели ти дъткаш, ти зборуваш вака, ми имитираш. Значи, апелирате што порано родителите да... Што порано, значи, да не се испушта тој развоен период, колку порано, толку подобро. И од аспект на третман и побрзо надминување, меѓутоа и психолошкиот аспект,
што во никој случај не смееме да го занемариме. Јас уште еднаш ја поздравувам оваа ваша иницијатива, организација. Се надевам дека дадовме доволно информации на оние кои што ќе искористат шансата, ќе ве посетат и ќе дојдат да бидат дел од детската логопедска недела. Бевте прекрасни соговорници и ви благодарам што денес дојдовте во нашето студио. Ви благодариме и ние на вас што не поканивте и се надеваме дека ќе се видиме во некоја следна прилика по повод на некој наш нов настан. Така. Благодарам и од мене. Почитувани гледачи, тука некаде ние се збогуваме. Ви посакувам убава работна седмица и останете заедно со програмата на телевизија 24 вести. Довидување.